Четврток, 3 ден поред европски надпревари. Со тоа што денеска игра и македонскиот представник Шкендија. Дали Шкендија ќе помине во следната фаза останува да видиме, но ќе има тешка задача. Шкендија гостува во Шкотска кај Хибернијан. И шкотите се фаворити секако, но тоа не значи дека Шкендија нема шанси. До сега, па и минатата сезона, покажа дека може да играат против големи екипи. Па може да се каже дека искуството во европски надпревари е на страната на Шкендија. Сега, да си играше надпреварот во Скопје на овој пекол, ќе беше веројатно победа за Шкендија. Меѓутоа во Шкотска е секогаш тешко да се игра. Ако заврши нерешено надпреварот, супер. И тоа ќе биде тешко. Мислам дека Хибернијан ќе слави победа, но најсигурна варијанта, односно најдобар тип за овој меч според мене е гол-гол. Очекувам дека Шкендија ќе даде барем еден гол во Шкотска. Па после во Скопје нека тепа. Имам уште 4 предлог типови за денес. Одиме со ред. Линколн Омонија. Двојка. Линколн нема шанси против Омонија од Кипар. Омонија е многу поквалитетна екипа и ќе слави и на првиот меч на гости. Борац Бања Лука, Витебск. Кец. Ова е дуел од конференциската лига. И двете екипи испадна од квалификациите во Лигата на шампиони и продолжија во конференциската лига. На овој меч све е на страната на Борац Бања Лука. Барем на овој прв надпревар на домашен терен. Коефициентот е одличен и затоа очекувам Кец. Валур Норселанд. Двојка. Тешко е да се игра во Исланд, меѓутоа кога гостуваат данци во Исланд, лесно е за нив. Затоа очекувам победа на гостите. Бохемијанс Митиланд, двојка. Речиси све е на страната на Митиланд. Се работи за многу поквалитетна екипа и мислам дека нема да имаат проблем да слават и на првиот меч во Ирска. Затоа играме на нивна победа. Дечки, вие се нашите 5 предлог типови за денеска. Вашето размислување го чекаме во коментар. Се гледаме утре. Имаме предлог викенд тикет. А до утре, чао!